Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за воспаление на средното уво. Кога доаѓа до воспаление на средното уво? Кои се симптомите? Дали болката е нагла и силна? Колку воспалението на средното уво може да доведе до намалување на слухот? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Билјана Трифуновска, оториноларинголог во Здравствен дом Скопје. Доктор Трифуновска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Пред да ве прашаме нели кои се најчести причини за да се појави воспаление на средното уво, колку временските услови овие нагли температурни разлики имаме 1 степен, па веќе преку денот доаѓа до 19 степени, колку тие температурни разлики може да доведат до воспаление? Може да доведат затоа што тука се работи за состојба и на имунитетот. Тие нагли промени се уште нашиот организам не е подготвен. Се завршува зимскиот период со ниските температури, иако последните неколку години и немаме екстремно ниски температури. Самата неприпрема на организмот, односно организмот не може тие варијации на температурата да ги абсолвира и заради тоа имунитетот се уште не ни е спремен. Самиот организам многу лесно е приемчив за вирусните инфекции и генерално причината за воспалението на увото нас ни е почеток на една горно-респираторна инфекција, па последователно на тоа ни настанува воспаление на увото. Значи, кои се најчестите причини за воспаление? Затоа што и најчесто воспаленијата на увото ги имаме во зимските периоди, додека во летните периоди ги очекуваме воспалението на надворешното уво. Самото уво е дел од главата, кое што е поделено на 3 дела: надворешно, средно и внатрешно уво. Следствено на тоа имаме воспаленија кои што ни се случуваат на воспаление на надворешното уво, воспаление на средното уво и заболување на внатрешното уво. Тоа се како 3 различни ентитети. Воспаленијата на надворешното уво најчесто ги имаме во летните периоди, кога ни почнуваат одморите, летните одмори, капењето, пливањето во морска или базенска или езерска вода, ги имаме најчесто воспалението на надворешното уво. Она што нас ни е специфично и организацијски и за лекување е воспалението на средното уво. Самото уво може да биде акутно и хронично, може да биде со излив или без излив внатре во самото средно уво и може да биде зависно од причинителот, од вирусна или бактериска етиологија. Она што е интересно, самата структура на средното уво е коскена структура, односно е како кутија обложено од сите страни од коскена структура. Лигавицата внатре која што го обложува увото и структурите кои што се наоѓаат во увото, нас ни се многу битни. Тие чести воспаленија, ќе кажеме понатамо, особено кои што ни се случуваат кај дечињата, ни се специфични поради засегнувањето на слухот. Она што е битно и зашто е поврзано ние со тие температурни разлики или промените во температурата или ниските температури во ладните месеци е поради состојбата на горно-респираторниот тракт, односно систем. Знаеме дека сите инфекти, дали бактериски, дали вирусни, влезна врата ни е носната лигавица и устната лигавица. Секоја катарална обична инфекција е настинка која што се случува во носот, зависно од состојбата на имунитетот, знае да ни премине во воспаление на увото. И најчесто секое воспаление на увото не ни почнува како изолирано воспаление на увото. Тоа сега да прашам дали е првична или е последица на некоја друга состојба. Да, како воспаление отитис не почнува само од увото. Затоа што кажавме дека тоа е затворена коскена структура, контактот со бактеријата, со вирусот не може директно да влезе во таа шуплина во средното уво и заради тоа најчесто нас не е како последица на воспаление на носот и на устата. Еве да напоменеме дека самото уво, средното уво, е поврзано со носот преку еустахиевата туба. Тоа е една цевчеста структура која што го поврзува носот и увото. Функцијата на самата туба
е да врши вентилација на средното уво. Така и е функцијата, така и ние ни се овозможува. Меѓутоа, има многу секрет, дали синозит или и ние имаме последица воспаление на увото. Она што е специфично зашто и кај дечињата настанува почесто инфекцијата на увото е не само поради состојбата на имунитетот, нели оние се со послаб имунитет додека се комплетно им се изгради, матурира имунитетот, но и поставеноста на самата туба. Кај нас, возрастните, позицијата на тубата е со одредена косина. Кај дечињата таа е права и е кратка, е широко отворена. Секоја состојба во носот, дали најчесто ние со секрет кај дечињата, при уфрлање на главата, при плач, при земање на воздух, секретот од носето многу често и лесно поминува преку тубата во увото и така ни се воспалува увото. И заради тоа и кај дечињата ни се почести воспаление. Пред да продолжиме, доктор Трифуновска, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Прашање до докторката. Повелете. Јас страдам долго време од синуси. Нон-стоп одозгора, мене ми се влева надоле, нон-стоп ми течат шлајмови и тие шлајмови ми запушуваат ушите и ја доведува неколку пати во крозимава, јас тотално го губам слухот. Не слушам со двете уши ни. Мажот ми вика, дај попушти го, молим те, телевизорот. Он вика, абе до краје. Јас викам, не слушам. Бев на лекар, бев на ушно, бев на клиника, бев сегде, никој ништо нити кажува, нити дава лекарства, само еден спреј ми дава за нос и флуктоназе и тоа е све. Па луѓе мои, во ова наша држава, дали има некој лекар што може да ми помогне? Вака на телевизија кој ќе ги гледам сите, кога беше доктор Докчев, исто му се јави, вика, дојдете, ќе ве примам. Отидов тамо, не ме познава, неќе да слушне. Му кажувам ситуација која дека му се јави насителни обети да дојдам, никој ништо. Така. Да, еве, да се надоврземе за вториот дел, секако кога ќе ни биде гостин доктор Докчев ќе го прашаме, меѓутоа еве и она што го зборувавме колку самиот синузит како воспаление може да прави вакви состојби. Госпоѓата, секретот кој што се ствара во носната легавица, во носните структури, многу лесно поминува, секретот како секрет се ствара треба да се елиминира. Но кога имаме инфекција, најчесто прво ни почнува како вирусна инфекција, поради долго траење, падна имунитетот, таа вирусна инфекција знае да се накалеми и да настане бактериска инфекција, затоа што синусите се исто шуплини кои што се наоѓаат околу носот и они кога е нарушена таа аерација нивна, се полна со секрет, тој секрет има тенденција да се празни преку носната шуплина. Заради тоа и кога е полн носот, обично пациентите кога доаѓаат на лекар се жалат дека им се затнати ушите. Тој секрет се слева од носот позади носот, во грлото, често пати знаат да кажуваат дека им се слева, има чувство дека позади им тече секретот, ни прави нас проблем за увото. Она што кажа и господјата дека затнати се ушите, не слуша. Треба да се направи убав детален преглед, треба да се направи преглед и на надворешниот ушен канал, да се види неговата проводност, да се направи едно аудиометриско испитување и да се види состојбата на носот. Со посебен имаме фибер ендоскоп, кој што е тенкот цевче се влегува во носната структура, да се види во суштина што се работи. Има лекување, треба да се лекува оваа состојба, затоа што долго време присуството на секретот нас ни прави проблем да се засегнате слухот, но самата состојба ни преминува во хронична состојба. Така да слободно пациентката може, нека дојде поликлиника Бит пазар, прва смена работиме, ќе биде примена пациентката, ќе биде прегледана и ќе видиме што треба, како треба понатаму. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката, поздрав и до докторката. Ви благодариме, повелете. Ви благодараме на вас за прекрасните емисии кои го подготвувавте секојдневно.
Ви благодарим. Прашањето ми е до докторката, значи се работи за дете на 2,5 годишна возраст, кое што многу често, значи, подлежи на настинки, така да кажеме, и на последниот пат при подлегување на настинка, значи, имаше воспалено уште. Како во ситуацијата, значи, кога беше воспалено увото, ни кажа само да земаме сироп против болка, за да се смири болката. Примавме антибиотик за настинката и сега, значи, прашањето ми е колку после антибиотикот можеме да направиме дополнително испитување, бидејќи на последната контрола ни кажа дека може да настане оштетување на тоа уво, односно да биде намален слухот. Слухот, така. Јас ви благодарам многу за јавањето. Еве конкретно имаме и за мали деца ова што го зборевме, нели, пред да ги вклучиме гледачите. Да. Честите воспалителни инфекции, особено ова дете е од 2,5 годишна возраст, до третата година се матурира, созрева имунитетот и нас ни се најчести овие горнореспираторни инфекции и последователно на тоа имаме чести воспалителни процеси и на ушињата. Тоа е оној период кој што дечињата треба да го поминат, да созрее имунитетот, секој контакт кој што е во градинка, во училиште, нели се рефлектира и многу чести ни се инфекциите. Она нас што ни е битно е состојбата првично на имунитетот, но и состојбата на носната шуплина, лигавица, слузница. Треба да биде проодна. Сите воспалителни процеси на увцето ни потекнуваат, како што кажавме, од носот и ние препорачуваме, и кога ќе дојдат пациентите на преглед, препорачуваме да се прави секојдневна тоалета, промивка на носето со морска вода, со цел да не се задржуваат нити штетните, нели, партикули, дали вируси, дали бактерии, дали частичките загадени од воздух, да се врши тоалета. Она што е битно, инфекцијата прво да се диагностицира, да се види од каде потекнува, дали е причината прво воспаление на носната лигавица. И нас ни е битно да се санира прво состојбата на носот, да имаме добра аерација, да добро диши детенцето преку нос, затоа што тоа ни е првиот и првичен услов за да нас ни се среди состојбата на увото. А бидејќи спомена нашата гледачка за било констатирано воспаление на увото, меѓутоа само пиеле против болка, колку е тоа? И антибиотик пиеле. Да, пиели антибиотик. Треба да се направи диагностич, значи да се диагностицира. И дали можеве, тоа е претпоставам дилемата, на вистина да од едно такво воспаление ние веќе да кажеме дека веќе можеки има проблем со слухот или слухот? Да, нема. Не, од едно воспаление на увото не. Ние имаме и многу често воспалителни процеси кај дечињата, дури се случува да ни се надоврзуваат. 2 недели е добро, повторно оди во градинка или во училиште, па повторно ни се појавува. Она што нас ни е битно, ние апелираме и до матичните и до родителите, кога ќе се ординира терапијата, особено антибиотската терапија, да се тера 10 дена. Значи, антибиотик, кога ќе се ординира затоа што увото може веднаш за еден ден да престане да боли. И тоа нас ни се случува. Да после третиот и пети или петиот ден прекинуваат со антибиотската терапија, затоа што како родител јас сум свесна дека знаат за штетноста на антибиотикот, но кога се почнува антибиотска терапија, еве апел до сите родители да се истера до крај. Значи, ако е препишана 10-дневна, да се тера и да се истера 10 ден, да се заврши антибиотската терапија, треба да се направи контролен преглед. Кај мало дете не можеме да направиме евалуација на слухот, се прави тимпанометриско испитување, да се види состојбата на средното уво и кога ние ја заокружуваме состојбата, односно значи, гледаме дека треба да го направи нашата гледачката, да се јави на контролен преглед, да се види, затоа што ние апелираме исто така да се завршува со терапија, особено ако се работи за инфекција на воспаление на увото, да се направи редовен контролен преглед по 10-тиот ден од терапијата. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање за докторката. Повелете. Имам проблеми јас со слухот, ама ми е некако необичаено. Не можам исто време да бидам во голема галама. Например, во кафана да влезам, музиката свири, луѓето зборват сите и то дури е музиката дури свири во ред, ама кој ќе се собери гужва, кој ќе има многу зборвање, мене почнува да ми бучи во глата, да ми се врти, дури ко зашеметена копиена, да сум како под дејство на алкохол.
и ево не можам да присуствувам на фамилиарни средби, такви работи, сум спречена. И бев наушно да се проверам, ме снима докторката се и слушам многу ниски фреквенции. Многу ниски, во цела гужва, јас дома кој ќе се собериме, го слушам фрижидеро кој ќе зуе. А никој ништо не слуша, јас тој звук го слушам и ми смета и прашам шо е ова шо бучи, шо е ова шо бучи, никој ништо не слуша. Докторката ми рече само да пијам млеко. Меѓутоа, јас мислам дека тоа не е решение и затоа сакам да... Така да, ве слушнавме, еве, доктор Трифуновска, од што може да настане ваква состојба? Прво, најчесто, зависно од возраста на пациентката, треба да се направи преглед, како што она напомена дека е направен, треба да се направи едно аудиометриско испитување на слухот. Тука се работи најверојатно за зуење. Првично, кога настанува, како што напомена, зуење, бучење во ушите поради гласна музика или присуство во просторија каде што е многу бучно, гласно зборување, знае да настане замор на слушните клетки. Тоа е она третата структура на увото, односно внатрешното уво, кое што е посебен ентитет, кое што е посебна патологија и може некогаш понатамо да разговараме и за тоа, настанува замор на слушните клетки, на кој што замор на слушните клетки, они реагираат со намален слух и со бучење, кој им треба одредено време да се одморат слушните клетки, да после 24 до 48 сати си ја повратат својата функција, но тоа е во ситуација кога се случува, да кажеме, екстремнен звук или кај поосетливи особи. Но ако зуењето, бучењето и она што ги слуша звуците е подолг период, тогаш треба да се направат дополнителни исследувања за да се види состојбата на слушниот нерв. Да, во секој случај значи треба да иде на дополнителни испитувања пред да ги вклучиме следните гледачи, она што еве и мене исто и како родител, меѓутоа и многу родители, зошто воспалението на средното уво нели не почнува ден, два, три, туку одеднаш се јавува многу силна нагла болка и не престанува, посебно децата тие може да плачат и цела ноќ токму поради болката во увото. И така и се случува, обично се случува и навечер и се јавува болката интензивна, силна, јака зошто болка навечер? И навечер. Самата структура на увото, затоа што е обложена значи целата структура е коскена. Внатре се наоѓа лигавицата, самиот излив кој што се случува внатре во увото, притиска на нервните структури, притиска на тапанчето на мембраната која што е обскрбена и со крвни капилари, но и со нервни завршетоци. И таа болка се проектира и е силна болка, изразена болка, и тоа ни е еден од првите симптоми или знаци кои што се јавуваат, заради кои што се јавуваат пациентите на лекар, е таа интензивна болка. И она што е специфично се јавува во интервали. Значи, се јавува нагла болка, па престанува болката, па повторно се јавува. И затоа и родителите и тоа го забележуваат, значи се јавува плач силен кај детето, кај бебето, кај помалото дете и се смирува после тоа. Тоа е поради самиот излив внатре во шуплината на увото. Самиот излив притиска, како што кажавме, врз нервните завршетоци, притиска, значи ние кога правиме еден отоскопски преглед, првично што забележуваме е хиперемија на тапанчето. Тоа е еден од знаците за воспаление на средното уво. Состојбата на носот ја евалуираме и поставуваме дијагноза. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата, до водителката и до доктор Билјана. Ви благодарим. Кратко прашање. Значи, јас подолго време веќе имам проблем со левото уво. Не осеќам зуење, меѓутоа некое тропање. Значи, како часовник да ми работи, обично тоа ми се случува во подоцнежните часови и за време на спиење. Значи, буквално како часовник да ми работи во левото уво. Така да, сум имала проблеми со синуси и така. Сум се лечила, сум од грло и така, меѓутоа, зошто тропањето? Не е зуење, меѓутоа тропање на увото. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Благодарам.
Манифестацијата на зуење може да биде различна. Може да биде како шум на водопад, може да биде како чукање на срцето, може да биде чукање како саат. Значи, индивидуално, различно, секој пациент различно го доживува. Треба значи, да се испита состојбата на слушниот нерв, дали е состојбата добра, дали работи слушниот нерв. Меѓутоа еве имало и претходно лечење на синуси како што ја синузит претпоставува. Треба да се направи дополнителни испитувања, треба да се направи и тимпанометрија, треба да се направи и аудиометриско испитување, затоа што зуењето, чукањето, бучењето кои што го чувствуваат пациентите, најчесто не е од последица од афекција на слушниот нерв. Кога слушниот нерв не ги пренесува чистите звуци, ако на одредена фреквенција на слушниот нерв, слушните клетки е оштетена, знае покрај, значи чистиот звук да ни пренесува и шум. Тој шум е со различен интензитет, различен е по карактеристика, секој пациент поединечно, индивидуално го доживува. Значи во секој случај треба и оваа наша гледачка да направи тие дополнителни исследувања. Пред да ги вклучиме следните гледачи, доктор Трифуновска, ве споменавме ли таа нагла болка, силна болка, кога веќе ќе се отиде на лекар, дали секогаш е неопходна антибиотска терапија и доколку се пие антибиотик, дали се неопходни и капки за увото за нели да се смири целата таа состојба? Со самиот клинички преглед ние прво дијагностицираме, евалуираме состојбата и на носот и на увото. Ако ние имаме слузаво гнојав секрет во носната шуплина, ние препорачуваме да се направи и микробиолошки бриз на носот и на грлото, да се направи крвна слика и кога ние заедно со клиничкиот преглед одредуваме дали е потребно да се даде антибиотска терапија. Многу често самото воспаление на увото и на носот ни е вирусна инфекција. При една таква вирусна инфекција ние не одиме со антибиотик, се оди со симптоматска терапија, со деконгестиви во носот, да се намали отокот, хиперемијата и секрецијата во носот. А дали се чисти увото или тоа во други случаи? Во други случаеви, кога ние евалуираме, клинички преглед правиме, отоскопски преглед на увото. Да, ако има потреба, затоа што, како што кажав на почеток, увото е составено од 3 дела. Надворешниот слушен канал, оној ние кој што го гледаме при една отоскопија, и во дното е затворен со мембрана тимпани, односно со тапанчето. Позади тапанчето ни се наоѓа средното уво. Кога имаме воспаление на средното уво, ние преку изразот и изгледот на тапанчето можеме да оцениме дали се работи за воспаление на средното уво. Ако се работи за воспаление, тапанчето може да биде силно хиперемично црвено, може да не биде набабрен, испакнато, може да биде со булозни промени, може да имаме излив на течност внатре во увото, во самото средно уво, па нас ни се гледа како транспарент ниво на течност. Значи, сето тоа ние го забележуваме со отоскопскиот преглед. Зависно нели од типот на воспалението, ние се одредуваме за терапија. Пак ќе напоменам, ако ние се одлучиме за антибиотска терапија, тоа значи дека најчесто воспалението во увото не е бактериско, затоа што самата туба, не напоменавме на почеток, кога ја прави вентилацијата на увото, тоа е нормална и прави нормална средина на увото, за да ние слушаме. Тубата треба да биде отворена. Тубата е отворена кога носот нас не е проводен. Кога се случува воспаление во носот, тубата се затвара и ни го повлекува притисокот од увото, од средното уво. Затоа и пациентите често пати се жалат, се затнувам, ми настанува настинка, но ми се затнуваат и ушите. Ушите се затнуваат само поради повлекувањето на притисокот од средното уво, поради тоа што ни е затворена тубата. Кога се повлекува притисокот, натре увото е една, да кажеме, стерилна средина, без секрет. Кога имаме негативен притисок внатре во средното уво, доведува до полнење на самото уво со секрет. И тоа е она нас што ни прави преглед. Поради честите такви инфекции, кај дечињата особено, но има и кај возрастните, знае да ни перфорира тапанчето, да настане перфорација, односно дупка на тапанчето, па гној да ни се излие во надворешниот канал и тогаш ние правиме промивка, тоалета, но ординираме и антибиотски капки. Колку е важно како и на кој начин ќе се чистат ушите и колку чепкалките за уши може да направат проблем, особено кај децата?
Кога не прашуваат дали смееме да користиме чепкалки, нашиот одговор е не треба да се користат чепкалките, иако сите ги користат чепкалките. И веќе ако се користат тие чепкалки, тоа нека биде само површински или најдобро е оние бебешките со граничник, да не се иритира внатре увото, затоа што сепак чепкалките не се стерилни, па со самото расчепкување на увото, па ме чеша увото, па морам да го исчешам, прави само иритација и дополнителна инфекција. Дали треба или не треба да се пере увото, еден од честите дилеми и прашања кои што ги поставуваат пациентите, е тоалетата на увото, ние која што ја вршиме во амбулантите, е испирање на увото со посебна техника и се врши само кога има церумен или ушна маст. Во тој случај. Да. И евентуално ако имаме воспаление кога треба да направиме промивка на секретот. Но ако ми е чисто увото, јас кога правам преглед и гледам дека каналот ми е слободен, нормален, анатомски поставено тапанче, ние не препорачуваме да се пере затоа што може да се дупне тапанчето. Само во случаеви кога има ушна маст. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вашата докторката и сакам да ја прашам докторката. Повелете. Јас бев наушно, на десното уво осеќав како да имам вода во него и кога отидов на доктор, таа ми стави некои капки таму и после 10 или 15 минути отидов кај неа и ми извади една како ципа. Долга беше тоа, јас така како рачунам како некоја ципа, ја прашам докторката што е тоа, вика ништо не е. И после некое време дома сама така ки она да пушите што вика докторката со четкалка, али не иде многу длабоко, извадив една мала така исто ципа. Што може да биде тоа? Така. И таа многу често осеќам така како да имам нешто во увото, чешање, ме чешат ушите ме. Дали може да ми објасни докторката што беше тоа? Сега ќе ни каже доктор Трифуновска, што може да се јавуваат вакви работи? Имаме, значи, јака случаеви, тоа не е ципа, тоа е како мембрана, еден дел, како од самата ушна мас, од церумен, знае како лушпи да се направат, со вода, кога навлегува вода, она знае да набабри и да изгледа како ципа, како мембрана. Не е тоа ништо, тоа е од самиот слушен канал, има жлезди кои што лачат ушна маст. Тоа е нормална функција, кај некого се лачи повеќе, кај некого помалку, кај некого воопшто. Зависно од количеството на лачење на таа ушна маст, ние препорачуваме да се пере или не. Тоа е нормална состојба и сама физиолошка и е заштита за самото уво. Кога навлегува вода внатре во увото, знае да набабри, да го исполни комплетно каналот и она што смета е дека увото е затворено, не слушаш. Треба да се направи и чистење на увото, треба да дојде пациентката да ја видиме, дали може да се работи плюс за некоја дополнителна инфекција, често пати знае и да имаме инфекција на надворешниот канал и да ординираме соодветна терапија. Бидејќи сме веќе при крајот на емисијата, доктор Трифуновска, мора да ве прашам, нели знаеме антибиотик, доколку е бактериска, капки за уво, меѓутоа, колку се корисни или штетни оние народни обичаи, ставање на масло, ставање на лук или не знам некои други такви домашни методи кои што наводно помагаат да се смири болката во увото. Освен тоалета на увото што треба да ја правиме ние, хигиената која што е препорачана да се прави кај пациентите и она медицинско парафинско масло, капки кои што се купуваат во аптека, ние не дозволуваме да се става ништо. Има пациенти кои што едноставно сакаат да ставаат се во увото, ни прават поголем проблем и нив и нас. Тоа сакам да прашам, колку може да се искомплицира од масло, од лук? Особено од лук се комплицира затоа што се прави инфекција. Се прави толку страшна инфекција во увото, што нас ни треба време
понатамо третман, антибиотски третман со капки за да се санира таа состојба. Има пациенти кои што не знам зашто ставаат лук во уво заради висок притисок. И тоа го имаме. Висок ми е многу притисокот и ставив парче лук во увото. Самата структура на лукот, знаеме, нели, самата хемиска структура која што ја има лукот, делува иритативно на увото и се прави една силна хиперемија и оток и инфекција. Нема да го намалиме притисокот ако ставиме лук во увото, така да нити пак болка можеме да намалиме. Само лукот делува како страно тело кое што се распаѓа внатре, прави инфекција, непријатно мириса и значи само прави штета отколку што имаме некој корист од ставањето на лукот во увото. Така. Еве, јас се надам дека ова беше корисен совет, чисто да знаат сите оние кои што можеби ќе посегнат по такви домашни или методи. Единствено парафинското масло кое што се купува во аптека. Може да се капнува по 2-3 капки во увото, значи тоа го регулира лачењето на церумен, останатото без совет од лекар не. Така. Доктор Трифуновска, времето на денешната емисија не помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостника и што ве зборувавме. Имаме и доста корисни и совети, што значи воспалението на средното уво, кога да се побара лекар, меѓутоа и да не се користат овие домашни методи кои што може дополнително да ја искомплексираат целата состојба. И благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.